од некаде прочитав од опозицијата, велам, не можам да кажам кој точно, велат дека не можете да бидете председател затоа што сте биле ист како заед. Зад мојата денеска ќе биде поднесена мојата кандидатура до Државната изборна комисија и ќе бидат поднесени 32.000 потписи на граѓани, од кои ве уверувам, најголемиот дел не се воопшто членови на политички партии. Освен тоа, знаете дека 31 политичка партија, освен сега сама застана зад мојата кандидатура, за прв пат во историјата на независна Македонија, зад таа кандидатура стојат и 4 албански партии, стои српска, ромска, бошњачка, турска, 2 турски партии, така што јасно е дека освен тоа што не сум формално член на ниту една политичка партија, јасно е дека зад мојата кандидатура стојат повеќе партии и најширок можен слој на граѓани. Така што не можам да видам како ќе се поистоветува таа работа ако сум ја второто лице на Заев или негов послушник, како ќе го поврзете тоа со фактот дека не сум партиски член, дека толку многу партии, до сега незабележана бројка на партии застанува зад кандидатура на еден кандидат и конечно имаме за само неколку сати во еден единствен ден собрано 32.000 потписи од граѓани, од кои најголемиот дел веројатно не се членови на ниту една политичка партија. Очекувате ли го дека ќе има овој број независни кандидати со оглед на фактот дека многу има незадоволство и у табора на Социјалдемократски сојуз, членство дијаспора конкретно за мојата општина и од страна на сега опозицијата? За првиот круг, да бидеме прецизни, не е потребен цензус, бидејќи првите 20 кандидати секако одат понатаму, што евентуално може да се постави како прашање во вториот круг. И јас тоа го повторам многу пати. Јас не тврдам дека нема основ за известно незадоволство, има луѓе кои веројатно очекувале во одредени сегменти повеќе од владеачката структура. Меѓутоа 40+1 за втори круг, за да добиеме валиден председател, е лесно достигливо, под услов сите големи политички блокови навистина да учествуваат во процесот. И тоа не е можно да се постигне само под еден услов. Ако главната опозициона партија направи исто што направи за референдумот минатата година, кога имаше организиран и прилично гласен, не Тивок, Бојко. Че со нивните претпоставени гласови, објективно тешко ќе се доаѓа во таа ситуација. Јас се надевам дека политичката одговорност кај нивното раководство овој пат ќе превладее, ќе свата дека станува збор за функција, не станува збор за име, јас, вие или било кој, кој станува збор за институција која мора просто да биде избрана или пополнета. Чи како што државата не може да биде без влада, не може да биде и без председател, не може да биде без собрание. Ако конечно не се успее, се знае уставот вели се оди веднаш на други избори, така што не знам што би добиле со евентуален таков потек. Јас сакам да верувам во нивните зборови дека нема да бојкотираат и дека ќе истераат изборната трка до крај. Тоа според мене е навистина европско и демократско однесување ако се случи.